Се наоѓаме во еден неконвенционален простор, меѓутоа убав за поводот кој што ќе се случува на 12 овој месец, значи 12 декември. Убав концерт ќе одржи виртуозот на гитара Мухамед Ибрахими, кој што денеска го имаме специјално за Слободен печат, да откриеме нешто повеќе за концертот кој што ќе биде по многу нешта посебен. Добро дојдовте во Слободен печат. Добро ве најдов. Многу ми е драго што ќе зборуваме за еден убав ваков концерт, кој што по многу нешта, како што реков, ќе биде различен. Она што е за почеток различно е што свирите во една неконцертна сала. Тука слушам веќе додека зборуваме дека има убава акустика. Дали некогаш сте свириле во Даут Паши Намам и какво е и колку е различно да се свири во концертна сала и во еден ваков неконвенционален простор? Не сум свирал, прв пат ќе свирам на ваков простор. Пред некој ден поминав само да го видам, да го чујам звукот. Се надевам ќе биде добро, мада сега се слуша тоа ехо додека разговараме. Така да не можам ни разликата да ја направам. Веројатно кога ќе се наполни со публика нема да има толку ехо, да. Сигурно. Малку ќе упие, да. Во секој случај мислам дека ќе биде интересно да се свири на ваков простор. Едва чекам да свирам. Супер. Она исто така што е интересно е што концертот е ограничен само за 100 луѓе во публиката и исто така е интересно што сите тие 100 ќе треба да стојат. Зошто? Од практични причини, затоа што нема простор каде да седнат 100 луѓе тука, а и тоа се малку луѓе, значи ќе биде исклучителен концерт. Чија беше идејата тука да се направи тој концерт и да биде со ограничена публика? Идејата е на Манде. Организаторот на концертот. Он се појави со таква идеја, мене ми се допадна. После тоа дојдовме до идеја поради просторот, да има ограничен број на посетители и го ограничивме на 100. Обично ние заокружуваме. Може и 99, не. Нема да е проблем, или 101. А стоечки, токму поради тоа што споменавте, просторот не е толку голем и мислам дека ќе собере 100 без столица. За изведувач, различно ли е да се настапува пред ограничен број на публика? Тоа е прилично мал број на публика, 100 луѓе, и, например, на една голема концертна сала, каде што може да собере до 1000 и повеќе луѓе публика. Различно ли или не би прави разлика дали свирите пред мала или голема публика? Во суштина може да е различно, меѓутоа без разлика. Секој уметник, колку и да има публика, он ќе си настапува така како што настапува и пред 1000 и пред 2000 или пред 20 луѓе. Јас немам настапувано пред публика која што е, не знам, 2-3000 луѓе, меѓутоа имам настапувано во мали простори, каде што публиката е поблиску и таму некако ми е подобар. Не знам, подобро се чувствувам така. Иако и во филхармонија, например, во малата сала, и таму ми одговара тој амбиент, да речем, за мојот тип на музика. Така. Се надам ќе свирам и пред 5000 луѓе. Да, зошто да не? И тоа е веројатно некое посебно искуство. Некои артисти, вака што сум зборувала, некои музичари, многу им е важно да остварат контакт со публиката. Са тоа кај вокална изведба, кога имаме нели бендови или музичари кои што пеат, е многу полесно, бидејќи им се обраќаш директно и ги гледаш. Кај вас е веројатно малку потешко затоа што фокусот е нели во инструментот, не можеш многу да оствариш контакт. Како го остварувате вие контактот со публиката? Па контактот преку свирење. Инаку не зборам многу. Да, ни меѓу песните не... Па не, ретко. Да. Нема некоја причина. Најверојатно тоа ми е стилот. Да. А доколку имаше изведба со пеење, тогаш е поразлично. Да, тогаш е. Пеачот контактира со публиката, збори. Тоа не значи дека и инструменталистот не, меѓутоа на друг начин. Друго ниво, тоа енергетски повеќе баш се чувствува, баш е на чувство преку повеќе. Гитарата и преку гитарата, да. Жиците. Така. Овој концерт ќе свирите на гитара и на мандолина, инаку свирите и на саз, меѓутоа овој пат на мандолина и гитара. Што ќе има можност да чуе публиката, што ќе свирите? Репертуарот е
микс од сите албуми. Односно од моите два и ќе има и од третиот албум кој што е подготвен, меѓутоа треба да се издаде некаде следната година, почетокот на следната година. Ќе има околу 10 до 11 номери. И мислам дека ќе свирам и нешто што го нема обично така правам. По нека композиција која што ја нема во ниеден албум. Сега, вашата музика е некаков интересен спој на рок, блуз, тука имаме балкански елементи, ориентални елементи. Што е инспирација да се направи еден таков спој на музика која што може да ја препознаат многу различни типови на луѓе. Зборувам за луѓе кои што може би слушаат рок, блуз, джез, традиционална музика. Они сите може да најдат некое парче во вашата музика. Која е инспирацијата да се направи еден таков спој? Да не фатите некој конкретен стил? Па овака, јас порано се бавев со рок. Знаете, ги слушате тие неминовни бендови под наводници. Тоа се Битлси, не знам, Цепелин, барам во моје време. И подосна почнуваш да слушаш и различна музика. Живееш на простор кој што е специфичен, Балкан, кој што има своји ритми, особено македонскиот фолклор или албанскиот. И тој микс не е смислен некако, туку сам се доаѓа. Сам се доаѓа. Вие сте биле рокер, сега се бавите со нешто слично. Меѓутоа, сите тие композиции, односно тоа што си го имал, како што си го влечел цел живот, го спојуваш у една композиција. Да. И барем за мене, компонираш нешто, иде можеби ориентално, меѓутоа мора да фатам некој акорд или некој звук кој што звучи, да речеме, на тие што сум ги слушал. Дали е Майк Офли, дали е Стиви Рей Вон, дали е Джими Пејдж или нешто, мора. Кај мене барем да има такво нешто. Дури на сад свирев еднаш и таму некако ми иде така. А освен тоа, главната причина за тој звук кој што е микс на неколку стилови е и штимот на гитарата. Бидејќи штимот на гитарата не ми е конвенционален, не е нормален. Не е нормален, добро. Што е разликата? Малку да ми разликата е во тоа што свирам на Д ми. Значи има само две ноти. Д и А. Стварно? Значи иде Д, па А, па Д, па А, па Д. И тоа не ограничува, например? За некој стил на музика можеби. Меѓутоа мене не ме ограничува. Па браво. Исто тоа свирам. И многу интересно. Значи И мандолината ми е на друг штим. Да. Не е по тој редослед, го менувам сега концерт. Да, од концерт до концерт. Па да, имам неколку. О, браво. И сега, тој е автентичен звук кој што го имаат вашите композиции, тоа како не е лесно да се создаде? Кој би бил вашиот совет за млади музичари кои што почнуваат сега да создаваат и се бараат себе си, создавајќи таков автентичен звук? Кој е рецептот? Како да се дојде до автентичност? Бидејќи навистина не е лесно да создадеш свој звук кој што ќе се разликува од се друго до сега што излегло во музиката. Веројатно сам себе да се слушаш? Или со штимот? Со еден збор, да го свират тоа што чувствуваат, односно да се представуваат себе си, не некој друг. Така се доаѓа до автентичност. Инаку, тоа не мора да значи дека е ова подобро или подобар е тој гитарист од овој или таа, затоа што посебноста е тоа што го прави уметникот добар, според мене. Така. Сега многу ми повели. Затоа што не може да кажете дека овој е подобар гитарист од овој, например. Па како го одредуваме тоа кој е подобар? Дали е, колку е виртуозен, колку... Не подобар, туку е автентичен. Има свој печат, свој подпис. Така. Значи, кога ќе го чуете, знаете дека е тој.
не мора да значи дека е подобар од другиот. Значи би се... Затоа треба да се бараат во себе си. Да се бара Да автентично. креираат нешто што е различно. Така. И тоа е добар рецепт, добар рецепт да се стигне до тоа да си различен. Сега, во однос на фидбекот, она што го добивате од публиката, пред концерт, бидејќи сте имате искуство, нели сте свириле на концерти, пред концерт знаете точно, предпоставувате или знаете точно од публиката на која композиција најдобро ќе реагира? Па кога правите план што да свирите, ова ќе ги крене, ова ќе ги спушти, ова сакаат, ова не сакаат. Па има одредени композиции на кои што публиката, како и кај секој уметник, има нешто што ви се допаѓа повеќе. Таа композиција ми се допаѓа мене повеќе, на некоја друга. Меѓутоа, можеби е тоа што, како што ика Манден, никош не ги свири исто композициите, песните, номерите. Нешто ќе додадам, нешто ќе сменам и можеби темпото. Така. Тоа значи дека импровизирате на концертите? Па често, да. Супер, одлично. Ќе биде соло концерт, нели? Нема Да, гости, соло. нема ништо, исклучиво само вие на сцената и публиката. Одлично. Ајде за крај само уште да кажеме што е она што не очекува до крајот на годинава или следната година. Зборувам во однос на ангажмани, концерти, настапи. Знаете нешто кое што можеме да го најавиме после овој концерт на 12-ти? Па, после овој концерт, до година треба да го издадеме албумот. Преку Buggy Communication ќе иде сигурно. Имаме планови, меѓутоа конкретно не можам да ви кажам затоа што ги немам сите информации точно. Така, треба да се потврди. Меѓутоа можам да ви кажам дека пред овој концерт, односно на 11 ден пред тоа, ќе настапувам во Прилеп. Таму ќе биде, ќе настапувам исто сам. По повод 10 години, ако не грешам, од филмскиот фестивал Winter Apricots. Одлично. Поканет сум таму на отварањето и ќе ми биде чест бидејќи прв пат ќе свирам Во Прилеп? во Прилеп. Да. Одлично, ќе ги поканиме и прилепчани да бидат дел од концертот таму и секако сите оние кои што ќе сакаат да бидат во Даут Пашиналам на 12-ти, ќе биде убав концерт. Јас посакувам уште многу успешни концерти. Ви благодарам што одвоивте време да поразговараме малку. Вратите на Слободен печат секогаш отворени за вас. Ви благодарам и вам. И драго ми е што сум слободен, вака со слободен печат. И ја поканувам публиката да дојде на 12-ти. Картите се веќе во продажба во МК Тикетс. Одлично.